Во едно време не толку далечно, во едно место не толку далеку од овде, завладеа чудна атмосфера во етерот. Какофонија од лажни вести се ширеше наоколу и го гушеше градот. Во таа матна медиумска ситуација се појави тој. Душко, навидум обичен човек, но кога се шират лажни вести, тој се претвара во нјузмен. Добро утро и на тебе, колега. Види. Има нешто интересно? Еј, нјузмен растура. Пола медиуми не знаат каде да се скријат. Нјузмен? Тоа ми звучи како суперхерој. Мора да е некој нов кој. Кај има веќе на суперхерој? Епа, нјузмен и за мене е суперхерој. 12 лажни вести на тапет во еден ден. Нема бегање од него. И плюс никој не знае кој и од каде е. Освен јас. Ти, седи, ма, од кај па ти знаеш кој? Зашто ми има пратено нешто да споделам со јавност. Што ти пратил? Устав за вести. Највисокиот законник за правилно разбирање на вестите. Браво, нов клинец, нови правила. Дрско, бога ми. Браво, Новко. И што има да каже овој твој суперхерој? Слушај сега. Член 1. Презумција за вистинитост. Од кај ми е познато ова? Ниту една вест информација не е вистинита се додека самите не го докажете тоа. Веќе секој има пристап до интернет. Просурфајте и веста ги си го покаже своето вистинско лице. Покаже своето вистинско лице. Ете, ние тоа го трубиме со години. Баш ме интересира сега да видам дали ќе го послушаат твојот суперхерој. Член 2? Член 2. Информациите може да ви штетат на здравието. Внимавајте колку внесувате и од каде им е потеклото. Тие често содржат адитиви и конзерванси, како например лажни, скриени вести, пропаганди, манипулации, дезинформации и спинови, и се со цел за да го измамат вашиот вкус. Ми се гади од лажни вести. Член 3. Не ја загадувајте вашата животна средина. Не споделувајте се што ќе видите на интернет, туку селектирајте. Загадените вести се како загадениот воздух, брзо се шират и тешко се контролираат. Еј, замисли да имаше маски за лажни вести. Си ја ставаш маската и си седнуваш на нет да си читаш вести. Немаш маски веснешки, ама затоа имаш мозок, подобра маска здравје. Член 4. Два пати мери, еднаш верувај. Анализирај ја секоја вест. Истражи и провери ги условите во кои ја настанат. Тргни од насловот и поднасловот и уште на почеток види кој е авторот и кои се изворите. Тоа значи да бидеш Шерлок Холмс. Секоја вест нова истрага. Детектив Снешка. Ти стои бога ми. Ха. Член 5. Во дигиталниот свет сите се еднакви. Имаат еднакви права, можности, но и одговорности. Се што јавно го кажуваме мора да биде подкрепено со факти и веродостојни извори, не да се повикуваме на видов на нет или кажаа на вести. Ова знаеш на што ме потсеќа? Знаеш, прочитав на Ти реков ми рече. Баш така Снешке. Пишува уште? Последниот, 6 член. Се што лета не се јаде. Секоја вест и информација не е вредна за конзумирање. Секојдневно сме изложени на над 34 гигабајти информации. Затоа ни е потребна медиумска диета. Значи нема веќе лапни голтни, па што ти сервирале тоа да си сркаш. Ако сме веќе ке сркање, што викаш денес да сркнеме по едно кафе? Јас би испил сега и дупла доза фейк вести, ако ме веруваш. Добро, бе, што се љутиш? Многу си осетлива на темава. Поголем Новко од Новко си станал. Нјузмен. Се едно, ајде да идеме. Оди нарачај кафе, ќе дојдам. Ајде.